Почитувани граѓани, почитувани студенти, се работи за закон кој што го поднесуваме повторно и покрај тоа што на неколку наврати пробуваме преку различни инструменти во собраниска процедура да го внесеме ова ваше право за покачување на студентскиот оброк, затоа што скоро еден месец подоцна од оние театри кои што се случуваа во собранието, каде што бевте повикувани на одредени разговори со функционери од власта, не сите, нели нормално тие кои што беа подобни за овие од власта, нема скоро ништо од она кое што го ветуваа и она кое што кажуваа дека ќе се исполни. Од оние увиди по студентските домови и оние акциони планови, единствено кое што добивте ветување дека до крајот на декември оваа година ќе се разгледа некаква можност, а во текот на наредната година ќе се дополнително разгледа можноста за да се интервенира во санитарните јазди, внимавајте во санитарните јазди, но не во сите студентски домови, за да се подобри вашиот стандард. Уште тогаш ние излеговме како политичка партија и кажавме дека театрите кои што се случуваат во собранието со политички лидери, односно со студентски лидери кои што се политички мотивирани да доаѓаат тука да преговараат во ваше име, ќе завршат на начин на кој што вие ќе бидете преведени женни преку вода и никој нема да добие ништо, а најмалку ќе добиете вие студентите. Во овој момент инфлацијата во Република Македонија е многу близко до 20%. Можевме тоа да го видиме пред неколку дена. Потрошувачката кошничка е покачена за 30 дена, нови 200 денари и изнесува 51.700 денари. Храната е поскапена за 30%, а се што се случуваше во изминативе денови беше средба со министерот за образование, средба со Ковачевски, средба со пратениците, истите оние кои што ви поднесоа законско решение со кое што требаше само 2000 од вас да добијат такво право, па потоа го повлекуваа, нели нормално извинувајќи се дека сгрешиле, а свесно поднеле такво законско решение со кое што требаше вашите права да се скратат на минимум. Потоа видовме дека на тие преговори дојде премиерот и нели нормално, заедно сите пред собранието, начело со сите вас тука кои што седите, излегоа оние вашите пријатели студентски лидери и студентите победија. Еве баш сакам некој да излезе да ми каже што добија студентите еден месец подоцна. Нека излезе било кој од тука и да ми каже тоа и тоа добија. Не ги лажете луѓето, не ги лажете децата, не ги носете по увиди и станете сериозни и почнете да прифаќате законски решенија со кои што ќе им помогнете на студентите. Оно што е особено важно е што вчера заврши амандманската расправа на Комисијата за финансирање и буџет. И таму се случуваа неколку ситуации. Пратеничката група на ВМРО ДПМН е поднесе над 5 или 6 амандмани кои што директно требаше да го подобрат студентскиот стандард. Имаше амандмани за реконструкција на студентските домови, имаше амандмани за енергетска ефикасност на студентските домови, за подобрување на студентскиот стандард, нешто кое што без исклучок секаде се скратува во овој буџет. Имаше нели нормално поднесување амандманско решение од страна на мнозинството кое што требаше да изнесува 550 милиони денари, потоа се договоривте, имавте некоја си координација на 300 милиони денари за изедначување на стипендиите и за да можете овие средства да им ги префрлите на студентите затоа што не сте ги предвидели ни во буџетот. Ни тие 120 денари не ги имавте предвидено во буџетот. Ние нормално за тоа гласавме, но треба честно и во наредните денови кога ќе расправаме тука во собранието, јас и колегата Јаулевски меѓу другите ќе ве прашуваме сите вас кои што бевте подписници на тој закон, кога ќе излегувате тука и да се фалите како овој буџет е најдобар, како подобар од овој буџет не можело да се формира, како за образование било толку или волку, зошто за наредната година немавте предвидено средства за студентски оброк и моравте со амандманска интервенција да ги инкорпорирате тие средства во буџетот. Оно што е особено, па би кажал, загрижувачки или поразително за студентите во државата, требаше да се достави акционен план, веднаш кога заврши таа средба, вашата средба со нив на која што ние дојдовме непоканети. Нормално во оваа куќа, на најавена средба на веб страна, требаше да ни биде одземено правото за збор. И еден од тие ваши пријатели кои што посучено се залетан во студентските дружења, вели, еве вашиот предлог може би е добар, но не е време за да се политизира. Јас би ве поканил од оваа говорница на една следна работа. Дали може да се собереме повторно, истите луѓе кои што бевме тогаш актери на таа средба, па да видиме еден месец подоцна, дали нашиот предлог тогаш беше добар или вашиот тогаш што им го ветивте и што ги излажавте луѓето, нешто тоа се имплементира. И замислете, драги студенти, добија акционен план на 2 страни. Само на 2 страни. Во кој што едната укажуваше до крајот на месецов ќе провериме дали може да се санира санитарниот јазол во оној дом каде што имаше студентки кои што
завршували на клиниката за инфектологија, значи ќе се провери можноста, а наредната година ќе провериме ако може, а ако не да се здрави и живи. Ќе се собираат средства преку забава. Ќе се организирала забава, каде што ќе требало да се донира и на тој начин да се помогнало на студентските домови. И замислете, студентите сами отишли на забава и дечињава собрале 160.000 денари за себе. А ние ќе имаме буџет од 5,3 милиарди евра. Или Јетон Шакири, министерот за образование, вели над 400 милиони евра ќе биде тежок буџетот за образование оваа држава. А студентите сами ќе прават забава да си соберат 100 и нешто илјади денари да се ги реконструираат санитарните јазди. Тоа не само што е катастрофа, тоа што не само што е дно, тоа е срамота. И еве не сега, пред нас не имаме уште една можност да им покажеме на студентите кој се грижи за нив, а кој само може да ги викне тука на еден театар, не сите студенти, тие што се подобни, нели, што се дружиме од мало, што ги знаеме од порано, и да им кажеме, еве акционен план ќе направиме, ќе ви изголемиме, ќе разгледаме, до март системско решение ќе бараме, ќе има работна група, нели нормално кога сакаш нешто да не направиш, формираш комисија, и така ќе ги решиме проблемите. Не. Еве, денеска пред нас не нудиме конкретно решение. Средства во буџетот има, ние сме ги нашли во амандманот од каде се, можеме да ги прочитам, амандманот ми е на местото на кое што седам, веднаш од денеска да ја изгласаме потребата преку собраниските комисии и да изгласаме едно законско решение кое што веднаш до крајот на годината наместо 120 студентите ќе добијат 160 денари студентски оброк. Многу едноставно и многу просто. Тука сме, сега можеме да ја видиме волјата, кој се грижи за студентските права, кој само цело време што не обвинуваше дека ние политизираме, кој прави политиканство. Еве го тука, предлог законот. Све се решава со едно копче. Или си за студентите, или си против. Се друго е само влечење за нос, правење одредена политика која што ќе треба да ги преведе жени преку вода и манипулација со најсериозната група на граѓани во кое што навистина треба сериозно да се вложи. Имаме пред нас предлог на буџет во кој што ставките може да се види дека се скратени секаде. Имаме пред нас амандмани кои што се одбиени, еден кој што е прифатен, во кој што се обезбедуваат средства с кои што владата ги заборавила, а пратениците ги дополнија, да бидеме искрени и честни до крај, тука гласавме сите. И еве пред нас имаме предлог закон по постапка која што е итна, која што е скратена и која што треба да се донесе за веднаш, можеби до крајот на месецов, студентите наместо 120 да добијат 160 денари студентски оброк. Па така да, еве пратеници, вие сте на потек. Благодарам.